Диабетичарите се во голем здравствен ризик, бидејќи државата навреме не им обезбедува инсулинска и антидиабетна терапија. Поради ово и претходно многуте безуспешни повици за решавање на проблемот, тие се одлучија на последниот чекор за масовен протест утре. Завршија сите рокови, логички, правни, измислени игри и манипулации. Заврши времето на лаги и обезличување на 150.000 граѓани, на 40.000 лица со инсулин. Заврши сето што можеше нашето министерство и нашата влада да ги манипулираат 700 дечиња и млади со пумпи, сетови за пумпи, сензори, глукомери и со терапија. Имаме најиновативна инсулинска терапија, а и антидиабетна терапија. Благодариме, но не ја добиваме. Зошто? Тие се одлучни дека терапијата мора да ја добијат веднаш и во иднина да немаат празнини, бидејќи ризикот за нив е преголем. Доколку тоа не се случи, вела дека нивни протести ќе има многу често. Прашање е дали е можна нивна радикализација. Не постои, него ќе биде. Почнатите споминаа, сите тоа го кажува. Претходно, значи, ние ќе бидеме се погласни. На различни начини. Демократски, мирни, но на различни начини. Значи протести, значи грила акции, значи пишување на пораки по социјални мрежи, писма праќање и така натаму. Во државата има 150.000 граѓани со диабетес, од кои 45.000 се на инсулин, а меѓу нив се и 700 деца и младинци. Во источниот регион проблем со оваа болест имат над 2000 лица, а повеќе од половината од нив се од Штип.